Дишењето започнува многу порано од колку што замислуваме, искажено во возраст меѓу 30 и 35 години. Напоредно со возраста, дишната функција на човекот ослабува. Тоа до голема степен е резултат на окоскувањето на ребрата со градната коска и со рбетниот столб, на недоволно развиената кај многу луѓе дишна мускулатура, на намалената еластичност на белодробните алвеоли, воопшто речено на намалената подвижност на градниот кош. Лошото држење на телото, стоењето во затворени простории и нецелисходната исхрана, различните заболувања и особено недоволното функционално оптоварување со физички вежби придонесува да се влоши функцијата на дишењето. Голем број возрастни луѓе, особено жените, не умеат да дишат правилно. Тие често земаат воздух преку устата, обично дишат без ритам, површно и не ја искористуваат во доволна мера диафрагмата. Затоа не е ништо чудно што кај возрастните процентот на заболувањето од астма, емфизем и хроничен бронхит е значително поголем. Актот на дишењето може во голема мера да се раководи од човекот. Во принцип, вдишувањето и издишувањето треба да се врши преку носот. Тоа овозможува во голема мера да се прочисти воздухот од прав и од други механички честички, да се затопли и да се навлажни. Освен тоа, дишењето преку носот овозможува и подобро искористување на капацитетите на белите дробови. Со дразнење на нервните завршетоци од лигавицата на носот, се предизвикува рефлекторно ширење на бронхиолите, а следствено на тоа се продлабочува и дишењето. Оние што дишат преку уста грешат и поради тоа што ним диафрагмата им стои високо, не е искористена за да го истиснува воздухот до горните делови на белите дробови. Во принцип, издишувањето треба да биде подолго од вдишувањето. Например, при одење да се вдишува на секој 3 до 4 чекори, а да се издишува на секој 4 до 5 чекори.
Во секој случај, важно е вдишувањето, а особено издишувањето да се врши бавно, рамномерно и продолжително. Затоа вниманието на човекот треба да се насочи кон длабоко вдишување и најмногу кон продолжително и максимално издишување. Полното максимално издишување овозможува веднаш по него да се прими повеќе чист воздух. Последниот, помешан со остатокот на воздухот во белите дробови, го подобрува составот на воздухот во алвеолите и на тој начин ја зголемува размената на крвта со кислород. На тој начин, не само што брзо се возобновува, закрепнува организмот, туку и се наголемува неговата работоспособност и продолжува животот. Така е, мислам. Или 71 или 70. Ова имање е ваше. И моето е. Ова жито, Што држите? Што држите? те овци, те крави, те магаре. Кој работи со нив? Па ја овците пазам, синовето и додат ранат, мрзат. А бабата? Па и она ми помага, некојаш ја иде, некојаш она иде. Сега каде е бабата? Ја таму полето, кај реката каде се овци. Со овците, не? Со овците. Колку години има бабата? Па она од мене на години постара, сигурно Постара е, 71 има. Вие ги мозете овците? Ние ги мрзам. Колку овци имате? Па 40, толку се и 10 ние околу 50. Околу 50. Па стално си работиме, не сме болни, се работиме. И она трчи, ја трчам. Нема нешто така бордоле. Се чувствувате здрави? Па мислиме дека сме здрави сата. По-убаво да се работи. Да се работи? Да се работи. Или земјоделие, или овци да чуваш, или да се движиш, ако легнеш не може. Со седење? Со седење ништо не. Ништо не видува. Убаво ли е седењето? Не убаво. Само за тај мрливио е убаво. А кој не е мрлив не може да е. Разбираш ли? Те разбирам како да не. Секој човек треба да работи. И уште? Или бил у канцеларија, или бил по стока, или бил по земјоделие, мора да се работи. Не дава никој јадење така ако седиме. И да работи и да се движи. И да се движи и да работи. Дали бил у канцелар, дали чиновник, дали земјоделец, дали овчар, тоа се едно е. Треба да се работи. Треба да се работи, треба да се движи, треба Да да се се движи. оди. Така. Треба да се оди во природа, Па да се да. излезе надвор од домот. Да примаш ваздух, чист. Ако си се дома не бива. Ја така мислам, па вие са не знам. И јас така мислам. Па Мислам дека сте во право. Ја така мислам, па вие са не знам. Дека ако лежам ја или ти бил кој, се ќе лежам, ќе лежам и после што биде тоа? Може да се разбалам. Ја така мислам, вие не знам. За мене е така. Мора да се работи. Но колку да е големо значењето на правилното дишање, тоа не чини да се наценува. Грешат оние кои со дишната техника мислат да формираат здраво и хармонично тело, како и да се впуштат во борбата со инволуцијата, атрофијата и старењето на организмот. Основно и натаму останува функционалното оптоварување, физичкото напрегање, работата и тренирањето. Без функционално оптоварување, се разбира во физиолошки граници, без замор не може да се добие само обновување на организмот, не може да се дојде до фазата на зголемена работоспособност. Поголем број специјалисти по спортска медицина, оваа состојба на зголемена работоспособност, зголемена бодрост, тврдат дека се чувствува наредното утро, наредната недела по занимавањето со рекреативни спортови. Токму затоа се препорачува возрастните да се занимаваат со физичка култура секојдневно, па макар и минимално.
со ваков излет, нарочно на Пелистер, на ова убавина, не само што ќе се рекреират самите, него и ќе се освежат, ќе добиват елан за работа, ќе имат Поголем апетит. поголем апетит, Поубав свежина, сон и се. Ова убавина, ова свежина, богамина, нарочито на Ретко каде ја има. ретко каде ја имат. Всушност сите Друго планини место се да ја убави, имат. сите височини се Сите убави, се убави. али особено Пелистер. Пелистеров, посебно Пелистерот има своји убавини посебни, така да треба да се користи и да се освежи човекот и така. Organizirano da li dovaѓа некој? Организирано. Организирано досега сосем помал број, освен овие спортисти кои да вршат своите рекреативни активности, тие и да организирано. Иначе другите што се вака во работен однос, во разни работни организации, тие и да према слободното време, како ќе му биде. Дали се уште има отпор или покажување со прст на особи кои што се движат? Тие за тоа малку зборува. После ова трин патека, пошто ние ја работиме сукцесивно, ја работиме речиси од миналата пролет. Тука нешто има удел и армијата ни помагаше во да е Во трасирањето. Во трасирањето. Значи не постои во таа мера како што беше понапред ова што викате покажување на прст. Тие предрасуди се помалку и помалку помалку. ги има. Можам јас да ви кажам еден интересен случај, еден судија кој е вака млад по години према мене, млад, значи. И тој уште кога разбра за оваа иницијатива за трин патеката, кога се направи, тој рече дајте вика што побрзо да се реализира оти трин патеката како објекат сама по себе настои да ги сузбија оние негативни гледања на движењето во тој однос. Оти мора да признајме да сепак нашите луѓе на тоа движење Помалку посветуваат внимание. внимание отколку на другите работи. А дали мислите дека е исправно тоа, помалку посветување на внимание? Не само што не е исправно, него е штетно. Движењето треба да се одгледува и да се пропагира, оти тоа е во крајна линија здравје пред се. Само луѓето што се движат, што се постојано во природа, се разбира во слободните часови. Само тие велат дека долго живеат. Па сега, за сега ние бар локално овде немаме некоја таква статистика дали долго живеат или не, али лесно живеат. А тоа е многу важно. Не е важно човек колку ќе живее, него дали ќе живее лесно, дали е тој за цело време витален, продуктивен, во тој смисол. Дали можем, повелете? Можам да ви речем еве и од лично искуство, значи. После тие по долги време на конференции се оглед ви рекол да ја
во овие општествено-политички работи кои ќе го минува времето, па зачадено тутун, макар да се води во последно време сега борба и против непушењето, бар на тие затворени состанци, после оние напнати ситуации, да навистина човек се осеќа мало малаксал, така мало изморен, депресивен, што би рекол, али после овие вакви рекреации во оваа природа на овој начин како што тоа бара Трим патеката, веќе после 2 сати се осеќа, се чувствува човек потпуно свеж за работа, значи може да почне одмah со работниот ден. Вие ја користите оваа Трим патека? Да, Колку пати неделно? секој ден ја користам и додуше ја секој ден ја користам, разбра, не само неделно. Поеднаш во денот или повеќе? Поеднаш во дено и тоа обично после пладне. Тука зависи од годишното време, али сега ова време е најдобро негде кај 4 сати после пладне. Дали имате некоја порака до битолчани? Затоа што и битолчани ќе ја гледаат оваа емисија што ја подготвуваме. Би имал порака таа за да тие испробаа оваа работа, па после нека се убедат. Ако не чини, нека застанат кои што не се движеле, али ми се чини да секој кој дошол овде не застане. Во секој случај ги поканувате да пробаат. Да ја проба, да видат. Али тоа не е еднаш да ја проба, него барем онај минимум што е прописан. 1 месец да поминат тие под ова. Па после сами ќе направат разлика какво е било побргу, како се сега. Поготово за овие што многу и работните места им се така да седат. Поготово дури и за шофери, за такви дејности, канцелариски работи, овие што седат за строј, зад машината. Значи нема за кој не би била ефикасна оваа Трим патека. Да не зборувам тука за полно овие други сега современи, така да речем, тегоби на луѓето, тоа е висок притисак, па замори разни, нервна состојба, нервоза, напнатост, слаб апетит, лошо спиење и така натаму. Во тој смисол, значи сето тоа би го тука на одреден начин осетиле и би го добиле. А имаме ние примери такви кои вистина луѓето кажуваат да стварно ова. Макар да отпрвен така страмежливо му придувале на оваа работа, али после самите гледале дека чувствуваат тоа подобрение. Друго, ние оваа работа што сакаме да ја направиме е корисна и нарочито сега и актуелна со ова општо народна одбрана. Поготово за овие резервни старешини, војни, па и уопште, значи, составо во општонародната одбрана. Неверојатно, во овај смисол, ним му користи да можат да бидат витални, да имаа кондиција кога се изведуваа најразличните вежби. Додуше јас ова не само во литература што ги имам читано, ами и го имам почувствувано на себе. Пред овие рекреации изведуваме гаѓање. Меѓутим, не можеш да гаѓаш, си се заседнал, разбра. Сега после рефлексот слаб. После ова ми се чини дека таа состојбата е сосем поинаква. Разбра. Се надевам дека нашите гледачи, особено гледачите од Битола, ќе го сватат најозбилно овој ваш повик за излагање на Трим патеката и за користење. А од кога ќе пробаат, ќе ги видиме. Самите ќе се убедат. Најдобрата е на Трим патеката работа таа што самата убедува. Во тоа не сака некоја специјална порака. Само пораката била дотолку да тоа го испроба. Да влезат во таа орбита, што би се рекли. Гледачите Трајко Станковски Цаки од Скопје во станичка 50 и Страхил Тоневски од Неврокопска број 13 ми пишуваат едно обширно писмо во кое меѓу другото велат, ќе се обидам да го прераскажам, драги гледачи,
дека се пензионери, дека долги години шетаат поводно, дека извонредно добро се чувствуваат и така натаму и така натаму. И на крајот ми поставуваат прашање кога ние ќе добиеме Трим патека. Другари, Страхил и Трајко не знам. Знам дека во Скопје има сојуз на организациите за физичка култура, дека во Скопје има интересна заедница за физичката култура, дека во Скопје има специализирана професионална организација спортско-рекреативен центар Кале, дека во Скопје има изнапишено купиште и купишта елаборати, планови и разни материјали за Трим патеките, а патека нема. Ако некој од овие наведениве смета за потребно да ви одговори на ова прашање на програмата на телевизија Скопје, секогаш ќе им го оставиме соодветниот простор. А сега уште нешто меѓу нас. Што ќе ви е таа Трим патека? Ние обично знаеме да мистифицираме и да правиме од ништо нешто. Трим патека на крајот на краиштата тоа што го правите вие, постојано што шетате поводно, на крајот од прошетката, направете 20 на 30 склека, клекнете и станете, направите малку гимнастика со горниот дел на телото и веќе сте тримосани, ако така може да се каже. Впрочем, да се надеваме дека и таа Трим патека наскоро ќе ја добиеме. Ќе ја добиеме преку акцијата на Градската конференција на Социјалистичкиот сојуз, што веќе упорно се води неколку години и која сега треба да заврши со референдумот, со самопридонесот. Но за тоа имам прашање за следната емисија.